Државниот пазарен инспекторат заеднички по насока на Министерството за економија изврши детални анализи на сите оние компании кои користеа субвенционирана електрична енергија. Ние тој целосен извештај го доставивме до Министерството за економија. Законска обврска немаме ние, има владата и Министерството за економија за понатамошните постапувања. Колку компании не ги почитуваат? Значи, од деталниот извештај над 85% не ги испочитува договорените работи, односно немаше намалување на продуктите од ноември. Нашата споредба беше од ноември пред донесување на користење на субвенционираната енергија, па во наредните 4 месеци. Имаше компании кои воопшто ги нема намалено производите, но имаше и компании за кои што ги намалија цените. Значи 85% не ги испочитува овие бенефити кои ги овозможи владата и Министерството за економија. Ако немате друг одговор за директорот, прашање, мислам, топката е префрлена кај министрот или премиер. Еве ја ќе ви одговорам. За ова прашање? Да, за ова прашање, да. Значи прво ние имавме состаноци по сите основи и за сите досегашни мерки од почетокот на корона кризата до денес со сите стопански комори. И сите вие добро се сеќавате дека на состаноците кои што ги имаше министерот за економија со производителите на основни прехранбени производи, организирани во стопанските комори, на тој состанок владата и стопанските комори, односно нивните сектори за производство на основни прехранбени производи, се договоривме дека владата ќе обезбеди субвенционирана цена на електрична енергија, а тие преку дженталменски договор ќе ги намалат за најмалку 10% цените на основните прехранбени производи кои што ги произведуваат. И тоа беше јавно соопштено пред медиумите, пред Министерството за економија, од министерот за економија и председателот на комората на производители на основни прехранбени производи. Владата својот дел од договорот го испочитува. Тоа е дженталменски договор. И ние во време кога цената на електрична енергија беше над 450 евра, 500 евра за мегават час, обезбедивме цена на електрична енергија од 80 евра за мегават час. Значи тоа е 5 пати помала цена на електрична енергија. Од извештајот на Државниот пазарен инспекторат се гледа дека голем дел од производителите не го испочитувале дженталменскиот договор. Врз основа на тоа ние направивме дополнителни анализи и согласно со тие анализи ги донесовме следните одлуки кои што значеа укинување на субвенционираната цена, правење на детални анализи за структурата на трошоците и финалната цена на производите и прво намаливме дел од цените на основните прехранбени производи и ги замрзнавме на ниво на кое што сметаме дека прво се покриваат трошоците и второ се обезбедува фер заработка и на производителите и на добавувачите и трговците. Сега ве упатувам да отидете во Стопанската комора, бидејќи Стопанската комора често пати знае да излегува со стратегии за национален договор за економски напредок, за економска работа и така натаму со владата, па да ги прашате ова прашање и они да ви одговорат.